Макар сме ограничени да сакаме негде сега дека што сме Почитувани сограѓани, почитувани жители на општина Конча, ви благодарам прво што во ваков голем број сте денес овде присутни. Ни правите чест. Знаете дека склучивме еден договор да не има само кога ќе се избори. Да доаѓаме и кога му требаме на народот, да развиваме стратегии, да градиме политики. Навистина сме на крај на продажбата на тутунот. Пред почеток е идбената сезона, се склучуваат договорите, а и навистина е вистинско време да дојдеме овде во Конче, каде што најзастапена култура е тутунот, но и да разговараме и за пиперката, да разговараме за земјоделското земјиште, да разговараме за репроматеријалите, да разговараме за потребите на нашиот граѓанин, кои што секојдневно го тиштат. И затоа денеска сум овде со еден тим кој што навистина барем во делокругот на своите надлежности допира до потребите на граѓаните. Секако ќе следуваат и следни средби со други институции, кои што исто така се поврзани со проблемите на граѓаните. Дозволете прво на почетокот да ве информирам дека земјата ја ставивме на шини. И киниса, тргна. Гледате дека градиме пријатели. Гледате дека градиме пријатели насекаде во светот, заради тоа што и вие тоа го знаете. Ние сме мала земја, само со пријатели ќе не биде да одиме напред. Ако имаме пријатели во соседството, ако имаме пријатели во светот, ќе доаѓат и повеќе откупувачи, ќе може да доаѓат и повеќе пари до нашиот народ, а и децата да си ги задржиме овде, да останат во Македонија, оти џабе што можеме добро да се организираме, добро да живееме, ако ги нема фручињата околу нас, кога ќе станеме дедовци или овие наши сограѓани што се веќе дедовци, смислата на живеачката и на животот навистина се губи. И од тука наше како ќе се организираме во животот кој што ни е еден даден од Господ на сите. Затоа ова што го правиме на меѓународен план најповеќе е заради економија, заради економски ефекти. Затоа што кога градите пријатели околу себе, се охрабруваат и инвеститорите. Денеска имаме огромен број на странски инвестиции во Македонија, почнаа да се охрабруваат и домашните компании, да градат нови производствени погони, да отварат нови работни места. Ако направиме една споредба, претходната влада со политиките на роудшоа, со политиките на промоторите, потрошени некои 250 милиони евра за кампањи и реклами, предизвикаа да имаме во државата 23 странски инвестиции. Еве, новата влада е некои 8,5 месеци, до сега имаме подпишено 8 договори со странски инвеститори, кои што ќе отварат повеќе од 1500 работни места, 20 ги чекаме. 20 компании ги завршија преговорите, дополнително 20 компании и чекат од мајките компании, од земјите од каде што доаѓат конечните одлуки, а преговараме во моментот јас, подпредседателот на влада за економски прашања, министрите што се за странски инвестиции, но и другите министри, сите заедно со 250 нови компании. Значи, компаниите доаѓаат во Македонија заради тоа што навистина гледат можност овде да заработат, да остварат профит, ама ние ќе исполниме нашата цел. Ќе отвориме работни места, ќе го зголемиме домашното производство, ќе го зголемиме извозот, а кога ги има многу компаниите, тие ќе се надпреваруваат, кој да ги земе работниците и ќе ги земе тој што ќе даде поголема плата. Тоа е синџирот на економската политика која што ја водиме. Градејќи го ова пријателство, јас сум среќен што навистина овие фирми гледат овде своја иднина, за да можеме дефинитивно да гарантираме нови работни места за младите, добро организиран живот, да почна да растат примањата и приходите кај граѓаните, и сето тоа треба да биде нешто кое што веќе
летото, есента која што доаѓа, треба да донесе сериозни придобивки кои што треба да ги чувствуваат сите граѓани. Во тој дел е и во областа на земјоделието. Се надеваме дека ќе имаме компании кои што ќе дојдат во делот на откупот и на сите земјоделски производи, така и на тутунот. Ова година, знаете дека поминавме добро, но рака на срце имаше и квалитетен тутун. Интересот на откупувачите беше многу сериозен, земјоделците беа посебно посветени и просечната цена што се постигна за откупот на тутунот е 217 денари. Конче важи за регионите во Македонија со најквалитетен тутун. Поднебието не е такво, традицијата е таква, имаме навистина работлив народ кој што не се штеди да произведе квалитетен тутун. Мене ми е драго што овој мој крај навистина бил и си останува најдокажен поработливиот наш македонски народ од сите етнички заедници кои што знаејќи и не штедејќи го својот труд, се труди да заработи за своето семејство. Имаме овде и дури еден еклатантен пример што го извлечевме од статистиките. Господинот Ибраим Вејселов 6 тона има произведено тутун, без аргати, заедно со своето семејство. И навистина го кажувам како пример еклатантен што значи да се засукат ракавите, да се произведе и преку тоа да се гледа своето семејство и да се обезбедува екзистенција. Она кое што е многу важно е работите за кои што сите се надевавме и за кои што сите се договаравме, заедно ќе треба да ги спроведеме. Рековме дека ќе даваме поддршка на земјоделството искрено и вистински. И затоа една од тезите кои што денеска сакам да ја повторам е дека треба и мора да сметате на владата на Република Македонија. Тоа е ваша влада. Вие плаќајќи даноците, ги обезбедувате платите на сите што работат во јавната администрација, почнувајќи од премиерот до секој надолу. Затоа таа влада постои да му служи на својот народ. Од тука преку политиките на разговори со откупувачите, гарантирајќи ги многу на внимателен начин и нивните потреби, за да бидат капацитетни, да застанат, да обезбедат доволно ресурси, да не се трудат буквално на откупот таму, намерењето да прогледнуваат низ прсти, односно да гледат да го оштетат нашиот народ, заради тоа што и тие губат на тој начин. Ако бидеме сите фокусирани, ќе имаме рамномерна распределба на она што значи придобивка од производството на тутун. Ова година се постигнаа цените, јас се надевам дека сите години ќе бидат убави години. Но знаеме дека некои години има и лоши временски услови, има и тешки години и треба да се спремаме буквално за секој можен предизвик кој што времето ќе ни го покаже. Од тука се договоривме дека новата влада ќе биде насочена на мотивација на земјоделците да произведуваат тутун и други земјоделски производи со поголем квалитет. Рековме дека тоа ќе го направиме по пат на стимулации. Зошто? За да може земјоделецот, трудејќи се да извади повеќе прва класа, колку што може дури и повеќе втора класа, а помалку трета и четврта класа, да дојде до повеќе парички. За откупувачот е тоа подобро, оти има подобра класа. А државата наоѓа начин како тоа да го стимулира за да го постигнеме. Сите да бидат среќни. Знаете дека уште за овој откуп, за ова година, изнајдовме сили, министерот се бори како лав, заедно со советниците овде околу него, со сите. И еве, сето она што е предадено, ќе биде платено 80 денари за првата класа субвенцијата, 70 денари за втората класа и 60 денари за третата и за четвртата класа. Тоа е многу значајно. Тоа е многу значајно од аспект на секое семејство тутунопроизводител, но многу значајно е и за нас како влада, заради тоа што некој ќе каже по пресметка, не знам, од 3 тона, може би ќе има 600 килограми прва класа. На 600 килограми прва класа по 20 денари, тоа може би не знам колку пари. Но државата како што во ова време ги обезбедува парите
на финансиски урнисана состојба во Македонија. После ова цунамито што ни се случило, плачка огромна, обезбедивме можност да ја стабилизираме Македонија и да најдеме парички таму каде што е најважно, во земјоделците, во тутунопроизводителите. Свесни сме, ако земјоделецот, ако луѓето на село имат пари, живеат и градовите. Тоа го знаеме сите. И Радовиш ќе осети кога тутунопроизводителите имат пари. Море како Радовиш и Струмица ќе осети кога тутунарите имат повеќе пари. Но знам дека и државата наша ќе осети заради тоа што тутунарите се честни луѓе, кога имат пари, си ги плаќат своите давачки, своите сметки, еден огромен дел од тие пари пак се враќаат во државата. Наше е да ги канализираме и колку што може поголем процент од тие пари да стигнат надолу кон граѓаните. Сакам истовремено да кажам дека интересот за склучување на договори кај откупувачите е голем. Тоа го знаете и вие. Мораме да негуваме политики на доверби, производителите со откупувачите, за да може да траат годините и да има колку што може поголем бенефити во годините кои што доаѓаат после нас. Од мене како премиер е важно да ви соопштам дека будното око за ваша поддршка од вашата влада ќе биде постојано фокусирано на земјоделците. Јас сум убеден дека ова најсериозна гранка во Република Македонија го заслужува целото внимание на владата. 30.000 семејства работат тутун само во Македонија. Преку 200.000 семејства се занимаваат со земјоделство. Толкова ни е Македонија. Ако ги пресметаме по 4, 800.000 граѓани се. Ако одземеме колку млади ни заминале надвор од државата, ќе видите дека половина од државата ни е врзана со земјоделството. И тоа не е сериозна филозофија дали да му е мислиме што ќе правиме. Не. Фокус максимален мора да има на земјоделците. Од тука многу е важно да продолжиме со политиките кои што значат поддршка на земјоделството. Веќе е во подготовка, ако не е и во собраниска процедура, законот за поддршка за репроматеријалите, односно за зелената нафта. Тоа голем трошок на секое земјоделско семејство. Со гласањето во парламентот, земјоделците ќе добијат можност да користат поевтина нафта за земјоделското производство и со тоа ќе ги намалиме трошоците во самото земјоделско производство. Веќе ги донесовме законските услови за оданачувањето со персонален данок на земјоделците. Во минатото до 300.000 денари земјоделците беа ослободени од данок. Но ако поминат над 300.000 денари, им беше зафаќан она што беше заработка со персонален данок. Сега направивме за да биде ем согласно Европска Унија, ем да биде поддршка на земјоделците. До 1 милион денари плаќаат земјоделците данок, но сите што имат до 1 милион денари данок, им го враќаме данокот на крајот на завршната година, им доаѓа дополнително овие парички како ветар во грб и директна помош пред сеидбените сезони. Враќањето ќе се случува секоја година, почнувајќи од 2018 година, во февруари и март месец, тогаш кога најмногу им требаат парите заради сеидбени сезони на земјоделците или за најголем број на земјоделци и земјоделски култури. Тоа значи, досега беа земјоделците ослободени од персонален данок до 300.000 денари, сега ќе бидат ослободени од 1 до 1 милион денари приход кој што остваруваат од земјоделие. И тоа се исто така значајни парички кои што остануваат кај земјоделците. Зошто? За да дадеме сила, да дадеме поттик, да продолжиме, да обработуваме нивата, земјоделското земјиште од кое што ќе живееме. Секоја година во буџетот проектираме по 10 милиони евра за да можеме да ги вратиме системите за наводнување. Без системите за наводнување знаеме дека можеме ние да сонуваме, да сакаме поголем квалитет, без вода нема поголем квалитет. Имаме работливи земјоделци, ако успеаме да ги вратиме, да ги рехабилитираме системите и да изградиме нови, колку што може повеќе да собереме пари секоја година и повеќе да изградиме системи по целата држава, толку повеќе ќе имаме и во обем поголемо земјоделско производство и во квалитет
поголемо земјоделско производство. Истовремено, најважен дел, знаете дека во земјоделството е пласманот. Државата мора да го обезбеди пласманот. Овде, во Конче, покрај тутунот, пипер нешто се сади, но имаме и сточарство значајно. При првата посета на Турција, буквално на фокусот со председателот Ердоган барав да ни дадат квоти. Да ни дадат квоти за јагнешко и за телешко месо. Зошто? За да имаме еден прозорец повеќе, да дојдат и нови откупувачи да се борат кој ќе плати повеќе, тој да го купи земјоделското производство или во овој случај сточарското производство. Досега продаваме само на традиционалните пазари. Источните пазари досега ни беа затворени. Без разлика дали е за месо, за млеко, без разлика дали е за земјоделски производ, па дури и за овошје. Задача на државата не е да дојде да копа на нивата. Задача на државата е да отвори пласмани пазари. И затоа сите овие посети, каде што ги правиме, меѓу другото, покрај поддршката за НАТО, Европската Унија и сето она што е важно за инвестиции во Македонија, бараме можност да ја зголемиме трговската соработка, да отвориме нов пласман на нашите производи. Она што го бараме од овие земји е дури не морат да дозволат зголемување на нашиот извоз кон нив за сметка на нивниот увоз кој што е таму. Туку ние сме подготвени да повлечеме други производи од тие земји. Дали е нафта, дали е природен газ, дали е железо. Тоа што ни треба. Значи, да правиме дури и бартер аранжмани. Нека земат јагнешко месо, нека земат телешко месо, нека земат повеќе земјоделски производи, за возврат ќе земеме тоа што Македонија нема. Но ќе осигураме пласман на нашите земјоделци. Имаме посебни министри сега во владата, со ресори за источните пазари, го зголемуваме делот на луѓе кои што не представуваат таму за да отворат пласмани повеќе, а секое министерство склучува нови договори за обезбедување на пласман. Од Турција очекуваме квота од 2 до 3000 тона јагнешко и телешко месо. Јас сум свесен дека толку немаме во Македонија. Но кога ќе отворена квотата, тоа ќе продуцира. Кога ќе знае сточарот дека веќе има добра цена, која што ќе може да биде продадена, пополека ќе ги враќаме сточарските стада овде во Македонија, заради тоа што имаше периоди и времења која добро се живееше од нив. И тоа го знаеме сите. Од тука, ова важи и за пласманот на сите други земјоделски производи. Главно ни е да си имаме договор. Заедно да транспарентно укажуваме. Градоначалникот е различна власт од централната власт. Но тоа е тука, меѓу другото, и наш представник. Подрачните единици за тоа постојат. Агенциите за развој за тоа постојат. За да можат да слушнат од граѓаните. Кои се проблемите? Оти некогаш министерот, премиерот може да реши крупни проблеми со еден телефон. А тие проблеми значат живот во многу семејства. Исправање на неправда, отварање на можности и пласмани за врати или слично. Сакам да ве охрабрам да се обратите секогаш кај градоначалникот, кај подрачните единици, представништвата кои што државните институции ги имат на територијата на Радовишко-Кончка регион кој што постои овде, за да конечно бидеме партнери во она што значи предизвик за борбата за екзистенција за сите и можноста да извадиме повеќе пари и со тоа го подобриме квалитетот на животот на нашите граѓани. Затоа можам слободно да констатирам дека ако навистина бидеме на терен, ако навистина бидеме повеќе помеѓу народот, многу повеќе ќе научиме, многу повеќе ќе знаеме, а многу повеќе проблеми ќе бидат решени. Затоа, почитувани сограѓани, јас ќе му дадам збор и министерот за земјоделство да каже нешто, ако остави што да каже, може се каже.